се наоѓам пред манастир, кој што бил 400 години закопан под земја. Дојдов повторно на ова место да истражам мистеријата за овој неверојатен манастир. Иначе приказната за овој манастир е дека во 1855 година бил откопан. Кога бил закопан не се знае точно, се претпоставува дека било некаде од 400 до 500 години пред тоа. И сега замислете што има тука толку вредно, за да пред 500 години луѓето вложиле толкав труд да го закопаат. Токму тоа сакам да го дознам, дали се фреските кои што се наоѓаат внатре, дали има нешто под самиот манастир, не знам. Меѓутоа тука има нешто толку важно што локалците вложиле огромен труд да го закопаат. Официјалната приказна за овој манастир е дека во 1855 година на локален воденичар му се сонило дека под овој рид се наоѓа некоја градба, па така тој почел да копа, му се приклучиле локалните мештани, му се приклучила и војската, и така тие копале и ја откопале оваа неверојатна градба. Сега, годината за кога е точно закопан овој манастир не се знае. Тоа е претпоставка. Според формата, тие дошле до таа претпоставка дека е од пред 500 години, меѓутоа некои историчари тврдат дека ова место е многу постаро, односно дека на ова место пред христијанско време се славел богот Велес, пошто и градот го добил името. Што значи дека овој храм е многу постар и би можел да биде еден од најстарите храмови зачувани на овие простори. Сега, мистеријата околу овој храм е тоа што бил закопан, односно бил зачуван, пак ќе кажам. Јас пробувам да одгонетнам што се крие тука, меѓутоа како што гледате, времето си го земало своето, па така не можеме многу да најдеме. Јас мислам дека овој манастир бил зачуван поради фреските кои што се внатре. Фреските јас не можам да ги објаснам, па ајде ќе одиме да ги видиме внатре, да ви ги покажам, па сами одлучете за што се работи. Официјалната верзија е дека тоа се фрески од Страшниот суд. Јас лично мислам дека се тоа некои битија кои што во некое дамнешно време го делеле просторот и времето заедно со нас. А еве токму на овие фрески мислев. Официјално ова е насликано Страшниот суд, меѓутоа мене ова ми личи на некои можеби вонземски битија или некои праисториски битија кои што живееле некогаш многу одамна и на кои што луѓето се сеќаваат. Видете ги овие звездолики луѓе, па сами кажете за што станува збор. А освен овие фрески, црквата е насликана со неверојатни слики. Исто така во оваа црква имаше и икони од црни светци. За жал сега повеќе ги нема. Исто така оваа црква е пред реставрација, што значи дека многу од работите ќе бидат избришани, а можеби и изменети. Јас би сакал таа фреска од така наречениот Страшен суд, или јас што ги нарекувам воземјани, да остане, затоа што е единствена од таков вид. И сигурно, ако се реставрира целата, ќе добиеме подобра слика за што станува збор. А ова е остатокот од црквичката, која што исто така е многу интересна. Ова е гробот на Петре Здравев, човекот кој што го открил манастирот во 1855 година.
А ова е горниот влез на манастирот. Над самиот манастир се наоѓал стариот град Велес, па така луѓето често од градот горе се симнувале преку овој влез во овој манастир, за кој што се претпоставува дека е стар повеќе од 1000 години. Еве кој што гледате горе се остатоците од стариот град Велес, а доле е манастирот и стариот влез кон него. Иначе пред да биде Свети Димитрија, на ова место старите жители го празнувале богот Велес, односно за него бил наменет овој храм, сегашен Свети Димитрија манастир. А ова е сегашната камбанарија, која што некогаш имала форма на купола, затоа што куполата има поголема енергетска улога од овој кров кој што е сега направен. Па така нашите предци правеле кружни објекти, правеле лакови и правеле куполи. Доказ за куполата се овие остатоци што се гледаат. Еве ова, од тука почнува куполата. Јас сум видел повеќе такви стари објекти, разурнати, затоа знам. Меѓутоа, и како што е сега, објектот е преубав. А ова е една стара плоча, која што најдов во манастирот. Нема ништо посебно во оваа плоча, освен што пишува дека е направена од граѓаните на градот Велес и годината е 1888 година, што паѓаат во вода кажувањата на нашите историчари дека за време на Турско градот се викал Ќупурли, а не Велес. Ова е доказ дека во 1888 година градот си се викал Велес. Манастирот си ги чува своите тајни, меѓутоа самото негово постоење е една голема мистерија и нешто што треба дополнително да се истражи. Јас ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Да ја потсетам да се претплатите, ако сте во можност да станете и членови. А ние се гледаме во некој мое наредно видео.